Почитувани, од самата појава на коронавирусот во нашата земја, целите на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беа јасни. Да се помогне на што повеќе граѓани, да зачуваме што повеќе работни места, да ги поддржиме компаниите на нашите сограѓани, но и да ги поставиме темелите за рестарт на нашата економија која ќе заврши кризата. Заклучно со 7 мај, од одобрените 631 кредитна апликација за COVID-1 бескаматната линија од 4,7 милиони евра, се исплатени вкупно 2,2 милиони евра за 257 компании кои вработуваат 3006 лица, односно 41% од одобрените кредити. Од првата група одобрени кредитни апликации, која владата ја одобри на 8 април, за 136 компании со 1737 вработени се исплатени 93% од апликантите. Од втората група одобрени апликации, која владата ја одобри на седница на 14 април за 118 компании со 1116 вработени, се исплатени 89% од компаниите. Третата група кредитни апликации, која владата ја одобри на 28 април за 377 компании со 2735 вработени, се исплатени 7% од компаниите. Исплатата на компаниите се прави редовно, секој работен ден, како што се завршуваат административните процедури, започнувајќи од 15 април, кога се исплатија првите средства од оваа кредитна линија. За бескаматната кредитна линија COVID-2 од 8 милиони евра, која беше отворена на 29 април и за која прејавите се уште се во тек, веќе аплицирале на 2400 компании. За финансиската поддршка од 14.500 денари по вработен, за која работодавачите можат да аплицираат до 7 мај, за месец април, понесени се вкупно 23.861 барање, а се однесуваат за 21.542 компании. За оваа мерка имаат аплицирано и 6.000 самостојни вршители на дејност или повеќе од 45% од регистрираните. Овие бројки кажуваат дека секоја трета компанија има аплицирано за финансиска помош од 14.500 денари по вработен. Економскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз во моментов работи на нов пакет мерки за директна поддршка на граѓаните и домакинствата преку јакнење на јавната и приватната потрошувачка. Ние веруваме и дека секоја криза е и нова можност. Веќе гледаме како некои индустрии се добри примери кои видоа можности и ги искористија во оваа криза. Текстилните компании направија брза адаптација, па така извозот на маски, скафандери и друга заштитна опрема е речиси за 300% поголем споредбана со април 2019 година. Тие во април 2020 година изнесуваат 390 милиони денари, а април 2019 изнесува 135 милиони денари. Истото го гледаме и во земјоделството, каде имаме зголемен извоз на раноградинарски култури. СДСМ покажува дека нашите мерки носеле и ќе носат резултати. Затоа зборуваат и проекциите од Светската банка, според кои се проценува дека Северна Македонија најдобро ќе се справи со економскиот удар од кризата од сите земји во регионот. Почитувани граѓани, заедно ќе го изводиме овој тежок пат и верувам дека заедно ќе излеземе уште посилни од оваа криза. Ви благодарам.